Почитувани гледачи, добро ни дојдовте ново издание на вашата емисија Агроспектар, која што редовно ве информира и едуцира за квалитетно земјоделско производство. Во најавата кратка слика на она што е актуелно, се бере трпезното грозие во тиквешијата, меѓутоа, како што многу пати рековме, оваа година не е во прилог на земјоделското производство, така да штетите во лозарството се големи токму од сушниот период, од неможноста да се наводнуваат површините поради проблеми со каналската мрежа, немањето вода во истата и така натаму. Годинава ќе има загуби во делот на приносот, квалитетот веќе кажавме дека исто така е намален, истото ќе се случи и со винските сорти на грозие, не само со трапезните. Како и да е, лоша година за земјоделското производство, а се уште не знаеме како ќе поминат лозарите кога е во прашање цената на грозието, која што веќе 3 децении е проблем. Цената откупна на сите земјоделски производи пред се на грозието е главен проблем поради кој што пропаѓаат секоја година површините под винова лоза. Ке говориме на теми за ваша едукација, со нас е професор доктор Исто Вучков. Професоре, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Времето ќе почнеме со него. Веќе температурите полека попуштаат, ги немаме оние екстремно високи над 40 степени, меѓутоа хидролошката состојба и понатаму е катастрофална, нема влага во почвата, а со сето тоа се губе принос, се губе квалитет во приносот. Дали ваквото време ќе продолжи во наредниот период и што може да очекуваат земјоделците? Може ли да се прибере родот или сега кога треба да се прибира родот, пак имаме силни врнежи кои што ќе го и така уништат преостанатиот род? Евидентно е, тоа што го рековте, дека имаме специфична година, од која најголеми штети има токму земјоделскиот производител. Сето тоа што го рековте по однос на квалитетот, па и квантитетот, ова година ќе биде мислена именка и врз него ќе дојде и оној чин на обезвреднување на трудот на земјоделскиот производител. Иако ова година од квалитативен аспект мора да кажеме дека онаа суша направи големо зло за сите одгледувани култури. Не само кај виновата лоза, кај што имаме цели чокоти, овенати, имаме во градинарството, имаме во овощарството, апоплектични појави кај кајсијата, кај праската, цитоспора и така натаму. Сето тоа е завод на времето и не случајно ние во овие едукативни емисии кои ги имаме подолго време го обсервираме времето како еден од најзначајните фактори за опстојба во аграрот. Ова што го јас чувствувам лично, бидејќи повеќе години сме заедно, наместо оној оптимизам или елан кај лозарите, бидејќи доаѓа септември месец, доаѓа ден на тој гроздобер, доаѓа на онаа традиција која треба да продолжи и покрај таквото време. Но се чувствува анемија. Значи, луѓето го немаат тој квалитет, ги немаат тие количини, а сето тоа е израз на она што се случи подолго време со времето како фактор. Во прво време онаа мрзнење кој го имавме во пролетните месеци, кој направи хаос, покрај Вардар има и 100% измрзнати насади од винова лоза, да после тоа имаме пеколни горещини скоро 100 дена да немаме, ама баш никакви врнежи од дожд. И оние површини кои не се со можност за наводнување, има голем губиток од квалитативен аспект, значи од приносот, и од квантитативен аспект, кој нешто е евидентно. И она сега што се случува, ке се бара грозието, но ке се бара грози со шекерни единици, со квалитетна конзистенција на месото и сите тие пропратни работи што ги прати квалитетот на виновата лоза. Тоа ќе го немаме, а уште поголема трагедија е, тоа земјоделците и лозарите мора да го знаат, тоа го зборам веќе од стручно практичен аспект, бидејќи јуни месец, јули,
се месеци после оплодувањето и гоење на зрното, почнува она фаза, фенофаза на диференцијација на папките за наредната година. Ние во тој период, кога тоа се одбиваше таа фенофаза, ние немавме капка дош. И тука имаме нецелосна диференцијација на папките за наредната година, која го фактички одредува родот. А значи дека и до година ќе имаме И до година, и затоа со кроењето не треба да се брза, бидејќи тука имаме некои лозари, чим паднат лисијата, тој прска на свој начин, крое рано и така натаму. Треба трпение, бидејќи сме соочени со неверојатни временски неприлики, кои се зло за земјоделскиот производител, за производителот на храна. И затоа ние, овие едукативни емисии, сакаме да укажеме и сакаме да сугерираме да земјоделските производители треба да ги почитуваат оние наши стручни нападствија, бидејќи ние повеќе години, повеќе од 30 години имаме следливост на времето како значаен фактор. Што вели долгорочната прогноза? Долгорочната прогноза загрижува. Ние до сега имаме фактички, како што рековте во таа увертира во најавата, имаме разочарувачка состојба кај хидроакумулациите. Значи, тие се под тој технички минимум. И што сега ќе се случи? Ние минатата година имавме таков ексцес, каде што имавме поголем губиток, каде што во август месец, втората половина, заврна силен дожд тука во Кавадарци. Се сеќавам на таа емисија, каде што тој процес на доформување на папки и на се беше анемично завршен. И после тргна лозата, се врати повторно во физиолошка активност и пушти ластари, кои ластари не беа заштитувани и тука дојде пламеницата, дојдоа многу болести, а една од причините за таквите 2-3 годишни тортурење на виновата лоза ќе дојде активација на несоответните калеми, ќе дојде активација на се поголем процент на венење на виновата лоза, апоплектични појави, бидејќи тоа е комплекс од фомопсисот, од затракнозата, од фузариумот, и тоа се собира каде што е клучното на местото на калемење. И тука почнува да се стварат овие гуки и виновата лоза наместо како што е традиционално да имаме 30 на години, знам старите луѓе, 25-30 години насади има од винова лоза. Сега тоа е мислена именка пред се поради тие несоответни калемења, кои после 7-8 година, кога треба да враќа виновата лоза, кога треба да роди, почнуваат апоплектични појави, колабирање на цели лози и други појави. А сето тоа е резултат на нашата немарност по однос на апликативниот дел на струката и науката. Секоја практична работа мора да почива на научни сознанија и континуитет на мерки. Ако ви кажам дека 80% во Кавадаречко, Неготинскиот, во сите региони, виновата лоза е преку 80%, производителите ја преоптеретуваат. Тие мислат дека ако добие од вранецот 30 или 40 тона, тогаш е добро. А не дека го амортизира чокотот и дека тој чокот нема да има таков век на живење како што треба да има. Значи, оптимално оптеретување, а морам да нагласам и тоа дека една од состојбите на немање на доволно шеќерни единици е преголемиот род, каде што со функционалноста на коренот, тој осмотски притисок и фотосинтетските активности на листот не можат да го дотираат овој процес да биде оптимален, бидејќи поголема е потребата од можностите на коренот.
И тука се јавуваат епинацични појави, тоа го реков и минатата недела, се јавуваат, ако дојде и таков период како што беше топол, тука имаме на вистина трагични работи, каде што квалитетно на гроздјето е многу лозари, професори вика гродот ми застана, вика не формира шекерни единици. Сега, кога он види колку грозда треба да има една лоза, а колку тој ги има, и како ќе дојде до трансформација кога не имаме еден сув воздух, 100 дена немаме врнежи од дожд, и тука трансформацијата на киселините во шекери е бавна и слаба. И тука гроздјето не може да врзе шекерни единици. Сега, ако има оптимално наводнување и употреба на хуматните форми и фулвокиселините, тука шекерноста ќе биде над 22-24. Тоа сум сигурен, бидејќи го правам тоа кај многу лозари кои го послушуваат тоа со речење на гроздовите и нормално прскање и добиваат на вистина квалитетно грозде, каде што визбата вика дај, ќе ти го откупам со 2 денара повеќе. Значи, треба да бидеме реални во тоа, да не ја оптеретуваме виновата лоза и да имаме квалитет кој ќе одговара и за пазарот, и ќе бидеме конкурентни на пазарот. И ќе бидеме конкурентни на пазарот и визбата нема да има проблем. Визбите имаат проблеми затоа што не можат да прават одцеп. Затоа што шекерната единица е што таа во визбата што со таа потребна во процесот на зрење. Да, во процесот на сите работи. Што е со другите одгледувани култури, професоре, како ваквото време се одразува еве во градинарството, во овоштарството? Морам да ви кажам, ова година е чудо, бидејќи чудо зборам во најнеповолни временски услови. Нема квалитетен домат, нема квалитетна пиперка. Имаме фантастични цени каде што производителите кои моите клиенти се производители доаѓаат кај мене и професоре, супер поминав со зелката, супер поминав со доматите, супер поминав со краставицата, еве сега кутунската капија. Бидејќи пиперката е специфична култура која бара многу топлина. А ова година топлината не ни беше недостаток. И немавме врнежи од за фитовтората, што знае да биде. Немаше многу развој на лисните вошки да пренесат вируси, оние вирози по пиперката во Струмичковично се развива. И ова година се очекува квалитетна пиперка од Струмица. И сите, па и вие тука, јас имам увеличени луѓе од Неготинскиот дел, имате Прилепскиот дел, пиперката, бидејќи топло време, за неа одговара. А зошто немавме квалитетни домати оваа година? Квалитетните домати се резултат на тоа што на отворено веќе доматите не се одгледуваат, а они беа во пластеничко производство. И не може ние да имаме квалитет кога имаме од Холандија инкорпорација на сорти кој ќе ја купаш доматата, ја гледаш, однесеш ја дома, нит мирисе на домата, нит гумирана, пластифицирана некаква. Баш пластифицирана и тврда. Или екстремно мека и пропаѓа. Сега поединци тука во Кавадарци има мои клиенти кои произведуваат она нашата традиционална јабучарот, волско срце од Бугарија имат, и таа домата навистина и мириса на домата и квалитетна е. Но за тоа нешто јас ќе кажам, она што е земјоделскиот производител оставен на милост и немилост. Тој бира сорта, тој не знае за кој произведува, тоа е најголема трагедија, и тој произведува, а не знае дали воопшто ќе го пласира производството. А тука голем дел од фамилии точно ради тоа викат не произведувам повеќе, бидејќи еве јас имам контакти со Грција. Грција е многу организирана во тие здруженија каде што 800 задругари секој е член во тоа. И тој произведува тоа што ќе му кажат председателството на здруженијето, кои веќе имаат обезбедено откуп и пласман. Јас сега
при идењето према Кавадарци, ми се јави Гркот. Сака 4 камиони рано грозие од Кавадарци за полскиот пазар. Какво грозие ние ќе му понудиме? Каде што минува тој квалитативен преглед. Се мери шекерност, се мерат резидуи. И таквото нешто нас ке не ите како кошта, бидејќи досега со тие поглавје, наместо папирологијата да ја гледаме, ние требаше да влеземе во надградување на земеделскиот производител да знае да произведува производство за европскиот пазар. И тоа многу од земеделците и не сакаат да слушат совети, не сакаат да се осовременуваат, да ги менуваат начините. Они се убедени дека нивното традиционално производство од пред 30 години е соодветно за ова време кога имаме максимална климатска промена, кога имаме сосема нови средства, нови болести и така. Сега ќе ви кажем една вистина. Јас се од Грција во Верие имам клиенти. Саден материјал, производители во пластеници и тоа. Истиот терк, тоа се македонци буквално. Истиот терк го имаат тоа што го зборате вие. Кога влегува во задругата, почнаа да ги на него задругата му дава семенски материјал со кој го обврзува дека тоа семе треба да го посади, да го одгледа и производството ќе му биде откупено со позната цена и познат период. И тој од Верија доаѓа во Струмица да се консултира, пази ја почитува струката, прави анализа да не стави повеќе ѓубриво, бидејќи ако се јават повеќе нитрати, нема да му биде откупено производството. И гледам влегува, бидејќи немој да мислите дека нашиот производител не сака наместо 10 пати да прска тука да му никни плига, да прска само 3 пати. Само треба да биде едуциран, воведен во тоа. Зошто? Тој помалку ќе потроши од препаратите, наместо 10 3 пати, 7 пати му стои во џебот. Од една страна, од друга страна, што е уште поважно, тој го чува здравието на консуматорот. Не е се исто да јадеш домата која е прскана 3 пати, со запазување на каренца, со сите нишани, тоа е чување на здравието, отколку тој што 10 пати прскал, ги набрал доматите во гајба и ги продава на пазарот. Тоа нема логика. Но за жал, ние мора ден порано да се престроиме во она права насока кон европскиот пазар. Сега, ова година има оптичка варка, земјоделието е добро, затоа што производството е рапидно намалено, бидејќи зелка скоро не успеа нигде, тука имаше кајна зелка и по 30 денара отиде зелката. Таа работа никогаш не била. 70 денари домати. Доматите 70 денари. Крставиците 6 денари и повеќе пиперките. Колку ќе биде и варката? Сега, куртовската капија сега, ако ви кажам дека е во една фантастична форма, бидејќи влегуваме сега во есенски амбиент, овие 2-3 дена, бидејќи којен дел од производителите викаат, воопшто не ја прскав. Сега, ако не ја заштитат, уште во фаза на зелено кон зрејење, ако не ја заштитат, еден јак дош, фитовторот за 48 сата ќе направи хаос. Еве, тоа е наша препорака за оние производители кои имаат пиперка да не мислат за 10 дена јас ќе ја берам, нема да ја прскам. Бидејќи има најава дека и го чувствуваме тој есенски амбиент, намалени температури, а и денот е веќе намален скоро сат и пол, повеќе од сат и пол. Затоа треба сега до крајот превентивно да се заштити
За да не се почувствуваат за да не штетите се кои што... почувствуваат штетите што може да бидат трагични. Редовно. А имаме квалитетни препарати кои немаат токсична творба со некоја голема каренца, затоа треба консултација со стручно лице за тие работи. Во таа насока на едукација, почитувани гледачи, следува и прилог на тема од фитофармацијата и новините кои доаѓаат од тука, а треба да ги почитуваат токму земјоделските производители. Еве не, и ова недела овие едукативни емисии со продолжување на овие новитети од фитофармацијата што заслужуваат внимание при одгледување на сите земјоделски култури во Република Македонија. Таквиот серијалот новини се наметнува и како неминовност, бидејќи она што е ново навистина веќе се препознава со онаа помала токсичност, со механизмот на делување, со економските параметри и ефикасноста која постигаат таквите препарати. Затоа ние несебично ќе кажеме дека фитофармацијата при такви услови, кога нуди нешто ново, стручните лица треба да го тоа на еден начин едукативно приближиме до земјоделскиот производител, како тој тоа да го препознае, како тој тоа да го примени во концентрацијата и дозата во која треба да се примени, како тој треба да знае во времето кога треба да го примени и како треба да знае која количина на раствор со квалитетна апликација и микронизација на честиците да го постигне саканиот резултат. Ние ова недела ќе кажеме за не е тоа новост. Тоа ќе можеме да го слободно наречеме супер новост. А тоа е корагенот за кој тек ќе се слушне во практиката на неговата примена. Мора да кажеме дека за она најново за Струмичкиот регион, оние најнови резултати оваа сезона, иако беше специфична, рекоа за тутата, ова е навистина крајно квалитетно решение. Што ние со тек на време сега ќе го утврдиме точно и во периодите кога против тутата да се оди, бидејќи се работи за еден навистина лукав инсект кој успева кај многу инсектициди да се прошверцува за да тој успее кај доматите и кај правејќи големи штети. За корагенот мора да кажеме дека се работи за една права супер новост, како што рековме, кој има активна материја која се вика хлорантранилипол. Тоа е една навистина новост на фитофармацијата, која мислам дека со тек на време таа ќе биде и препознаена и како кај голем дел на производители. Што се нуди овој препарат? Корагенот како новост, бидејќи е точно и следната година на големиот испит за прифаќање од тереност, тој како препарат навистина нуди голем дел на предности. Има супериорна заштита на насадите. Значи, кога збориме насадите, тука немаме селекција, да кажеме, кај некој од насадите. Туку, почнувајќи од виновата лоза за гроздовите молци, продолжувајќи кај овошните насади за јаболкото, продолжувајќи во градинарските култури, кај доматата, каде што мора да кажеме тоа што е многу значајно, да каренцата е само еден ден, значи многу значајна работа, со јак
як контактен и дигестивен ефект при неговата примена. Што е многу значајно исто така, препаратот е компатибилен во програмата на интегралната заштита. А тоа нешто значи многу, компатибилноста да биде точно во она права форма за постигање на одреден квалитет со неговата апликација. Се работи за чисто и нов инсектицид од таа нова генерација, со која се контролираат сите значајни штетни инсекти од лепидоптерите, кои представуваат и најголема група, кои се припадници на многу видови штетни инсекти, кои прават големи штети во земјоделското производство. Значи, корагенот си има свој нов механички дел, механизам уствари на делување на штетните инсекти, каде што постигнува со неговата апликација комплетна заштита против штетните инсекти и е многу селективен за корисните инсекти кои представуваат опрашувачи кај растенијата. Значи, голем дел од истражувањата, досегашните истражувања, кај нас ќе имаме тек по секој од културите нови моменти за нашите специфични услови, како и кога да се применува, покажа дека тој не е штетен за цицачите, не е штетен за птиците, не е штетен за пчелите, не е штетен за црвите и представува еден навистина фантастичен инсектицид кој е сврстан во таа еколошка заштита, бидејќи има многу ниска токсичност и примена со многу мали дози на примена. Што е значајно за корагенот? Кои предности всушност ги нуди? Тој има една фантастична заштита. Прво, има многу брзо делување кај инсектите, што е многу значајно, да тие не обавуваат дел од циклус и да тој стекне некаква резистентност. Ја прекинува исхраната на штетните инсекти веднаш после примената. Заштитата со апликацијата на насад е долготрајна. Значи, насадот е всушност безбеден, исклучително ефикасен, со многу мали количини на примена. Што е друго значајно? Тоа што го и рековме. Исклучителни еколошки особини, со кратката каренца рековме, за доматата е само еден ден, и е компатибилен со програмата на интегралната заштита и е поволен токсиколошки со своеврсна екотоксиколошка со изврсен екотоксиколошки профил. Важно што другите секои препарати го немаат. Важно е тоа што тој има една позитивна особина и е компатибилен и може да се меша и со други препарати. Предаторските форми на инсекти тој ги штити буквално и тука е една од најважните особини за овој инсектицид. Во поглед на она фоторазграбливост, што е одлика на сите пестициди, на сите инсектициди. Тој при врнежливо време значи е отпорен и за само неколку часа е веќе абсорбиран и нема никаква можност за испирање од дожд и тоа снажно инсектицидно делување и отпорноста од тие фотолабилност, што е одлика на голем дел инсектициди,
тука фотолабилноста буквално ја нема и тука е и успехот да таа долготрајна заштита која ја обезбедува корагенот. Сакаме по-конкретно да го нагласиме тоа дека корисните инсекти ги сочувува, значи нема рушење на оној систем каде што корисните инсекти кај голем број инсектициди дека ги ништиме. Прво они умираат, па после било кој друг инсект. Значи помага во целосна обезбеденост на поедини корисни инсекти, посебно оние предаторски форми, иако може да се смета дека корисните инсекти потполно можат да ги сузбијат штетните инсекти, но тие имаат потенцијална вредност и може да се контролираат заедно со штетните видови во оквир на програмата на заштита на растенијата. Во согласност со стандардите, значи со таа наша традиционална добра земјоделска пракса, корагенот не треба да се применува кога пчелите се активни. Друго, што е многу важно, потрошувачката на раствор по хектар површина, тоа е многу симптоматична работа. Кај јаболчестото овошје, тука фаќајќи ги, значи не само јаболковиот црв, не минерот, не другите штетни инсекти, тој навистина постига фантастичен резултат со, значи 0,16 до 0,02% концентрација од средството. Тоа значи голема ефикасност со минимални количини. И со потрошувачка на вода во напредната фаза од развојот со 1000 литра вода по 1 хектар површина. За виновата лоза мора да кажеме дека тука тој со правилна примена, иследливост со феромони, одредување на правите моменти за гроздовиот морец, за лобесијата и за амбигуелата, на вистина со фаќањето на првата генерација и на временето третирање ние имаме на вистина фантастичен резултат на продолженото пилење што често пати знае во Кавадаречко, во Гевгелиско, во Неготинско, Светениколско да држи. И тука ларвите од првиот до третиот ларвен стадиум тој ги фаќа и тоа пилење на гасениците со концентрација од само 0,015 до 0,018 се постига фантастичен квалитет. Но тука мора да се внимава на тоа од стручно-практичен аспект, да количина на вода во тој интензивен пораст кога ластерот веќе во добар развој биде од 1000 литри по хектар и максимална микронизација на честиците и добра турбуленција која го опфаќа целото растение со надземните делови. Кај доматите мора да кажеме дека оние совиците кои знаат да направат голема штета и тука ќе ја земеме тутата како една од важните проблеми во Република Македонија кај доматите со примената на корагенот. Ова година голем дел од производители велат: професоре, ние добивме веќе фантастични резултати и следната година корагенот ќе ни биде чистач од тој опасен штетник тута апсолута, но тука треба да се исто така внимава на количината на раствор по хектар површина и примената на концентрација, за која треба секако стручна консултација за моментите на третирање, концентрацијата и дозата и нормално примената на
средството во кој период, во која фенофаза од развојот. Бидејќи со превзимање на првичните појави на тутата со оние мамци, ние веќе имаме контрола на присуството, не дозволувајќи да дојде до оној шин на перманентно пилење кое треба да се следи за да може да имаме ефикасност во сузбивањето на тута апсолута како еден од најопасните штетници во овие неколку години од кај доматите. Компировата златица. Значи таа е веќе со примерата на корагенот навистина имаме фрапантни резултати уште од првата генерација каде што има еден вистински голем чин на ефикасност кој нешто импресионира со квалитетна заштита на компирот од компировата златица. Таа потрошувачка на раствор зависно од видот каде што се применува. Тука, ако рековме кај јаболката дека во полниот пораст треба да е 1000 литри по хектар, кај виновата лоза исто така потрошувачка на вода по 1000 литри по хектар. За доматата тука имаме помали количини на користење на на вода и тоа од 200 до 400 литра е сосема доволно, нормално со добра микронизација на честичките и карактеристиката за корагенот, само ден пред бербата на доматите корагенот може да го постигне својот резултат и после тоа да се слободно бере. Така е првичната порака за чистењето на тутата од самиот надземен хабитус на растението. Со еден збор, оваа новост, како првична, да кажеме, во текот на оваа година, наредната година исто така ќе биде секако во игра, и тоа во лозарството, во овоштарството, во градинарството и цвеќарството слободно може да корагенот биде еден прав контролор со голем број на предности по однос на супериорна заштита на насадите со своите карактеристики и од еколошкиот аспект за кој зборевме и од оние други квалитативни особини кои ги поседува корагенот 20 SC. Слушнавме за уште една новина од фитофармацијата, ново средство кое што се користи во заштитата, професоре, пораката за крај до нашите гледачи. Да, во скоро секоја емисија ја пласираме нешто ново, а таа ново сега е на вистина права новост, која треба да се предпочита, бидејќи голем дел од инсектицидите кои се најопасни отрови, ние секогаш се трудевме да не ги препорачуваме во периоди кога е пред берба и така натаму. А сега таа новина што Хемамак има по однос на спинозитите и многу од препаратите кои имат органско потекло, тоа е навистина едно олеснувачко токму за производителите да тие, пример сега, најголем проблем има кај голем дел производители на пиперка и се јавува црвот. Влегува во скоро секоја пиперка ќе влезе и уништува многу. Многу. Семето го јади и оде од една пиперка да уништи, ајде и така и така. Меѓутоа тоа оди 5-6, ни донесе човек корен, 6 пиперки уништени. И вика, што ќе ми, еден црв мене ме уништи,
тој производ за недела дена треба да го берам. Или за гроздовиот молец, еве сега. Третата генерација, ако се испустени првата и втората. Ние имаме сега нови, еден од тие инсектициди кои со едно третирање, иако е трет ларвен стадиум за предување и куклење, препаратот постигнува големи резултати. Само треба квалитетно аплицирање и на еден начин усмерување на бренерите во зоната на гроздот. А сето тоа што е ново, ние во нашите емисии ќе го презентираме во интерес да имаме квалитетно производство за нашиот и за европскиот пазар. Благодарам, професор. Благодарам ви. Почитувани гледачи, благодарам и вам за одвоеното време, вниманието со кое што не следевте. Се гледаме со ново издание за 7 дена. Гледајте ги и репризите во рамки на нашата програма. Секој добро.